Милни издание на Скопје але але. Животот е краток, ама Скопје е вечно. Во студиото имаме црвено на сите страни. Башка 2К овде, Калтрина и Катерина ќе ве забавуваат, следиме 30 минути. Може така? Може. Здраво живо. Вака спонтано, Да. јас и ти Да. недоговорено во Недоговорено во црвено. црвено. Да. Мене ми е едно од омилените бои и тебе како И што мене чув. исто, да. Така? Да. Одлично. Добро, ќе ги забавуваме во следните минути со твоите приказни Скопје. Се надевам, да. Да. Кажи ми каде израсна? Што е твое мало во Скопје? Со кого се дружеше таму? Ајде почни па ќе потпрашувам. Јас пораснав во Чаир, тоа беше Бороменков, се сеќавам адреса, Скопје Север некој тоа го Скопје, нарекува, добро. до железничката во Скопје Север. И таму детството го поминав, меѓутоа јас паралелно учев и во музичко училиште од 5 годишна возраст. Значи во нижо. Да, во нижото, значи цел живот и нижото, и средното, и факултет, и таму работам. И во тој дел центарот кај Камени мост, поранешна стара автобуска станица таму беше и поголемиот дел од животот ми помина во овие два дела од градот. Ке се сетиш ли на твоето детство, што беше тоа убаво на улицата каде што живееше? Со кого се дружеше? Дали можеби и сега некако те навиува патот да ги гледаш тие луѓе или веќе се раселени и не се тука? Никако моето детство кога се сеќавам беше многу досадно, пошто порано немавме многу игри, интернет немавме, значи тој период и јас бев многу интровертна како дете, многу срамежлива бев, имав многу мал број на другарки, но тоа време што го поминувавме и тие игри што ги игравме тогаш, денешните деца апсолутно мислам дека не ги ни разбираат и им се можеби дури чудни и смешни, но ние си наоѓавме начин да се забавуваме со тие игри со други дечиња, значи мораше да имаш интеракција со други деца за да нешто правиш забавно и тоа беше можеби звучи досадно, меѓутоа беше многу некое убаво сеќавање и сега јас пошто и работам со деца и ги гледам денешната младина се некако многу се несреќни и незадоволни. Тоа време мислам дека беше многу поразлично и со многу малце знаевме да бидеме среќни и задоволни. Така е. Како го спомена школото, па сега ќе отидеме таму како професорка. Како те доживуваат сега децата? Една најзгодната наставничка, така те викаат, така си позната во Луј? Да, види, јас со ученици сум многу години се знаеш. Години, да, имам многу некој нормален однос исто како со дете, како со возрастен. Значи децата, пошто они сепак не се деца, 14-18 годишна возраст, оние веќе се чувствуваат како малку повозрастни. И јас секогаш се трудам да ги третирам со огромна почит, затоа што секогаш, мислам не само децата, секој човек кога го третираш така, тоа ти се одразува. Значи не можеш ти да импонираш авторитет и да глумиш строг професор, а децата да не те почитуваат. Значи мора да е тоа взаемно и некако односот со учениците ми е многу убав и таа работа ми причинува огромно задоволство. Така е, да. Кажи ми само, има некогаш шеги на твоја сметка дека некој ќе ти се додворува? Има такви работи или не? Не, апсолутно. Нема такви деца Не кои знам, што можеби јас имам среќа во музичко училиште. Децата се некако други, малце поразлични уметници се и се многу културни, многу се на ниво. Многу на ниво се, да, некако не ги чувствувам буквално како деца. Супер. Кажи ми како избра музика, како избра нижо музичко, са тоа е приказна како не знам дали јас одбрав музика или музиката мене ме одбра, затоа што јас многу од рана возраст почнав со музика да се занимавам од 5 годишна возраст, на некој начин да кажам ми беше импонирано затоа што јас потекнувам од уметничко семејство, татко ми покоен беше сликар, мајка ми музичар, моите браќа се едни од виолинисти, едни од кларинетисти. А многу беше бегање како да, многу беше логично јас со музика да се занимавам, меѓутоа не од толку рана возраст. Се сеќавам јас порано првачињата почнуваат од 6 годишна, 7 годишна возраст, не како сега. Сега почнуваат, мислам дека од 6 сите, да. Од 7, односно, од 7 годишна. Од 6 или од 7, зависи, да. И јас имав 5 години и памтам брат ми, вториот, помалиот брат ме зема со него во музичко, затоа што веројатно немаше кој да ме чува тој ден. И ја памтам
Мојата прва наставничка по солфеж, Нада Гајич се викаше. Кој не ја памти Нада Гајич? Да. И она, се сеќавам, беше почната школската година и ме прашува дали знаеш да пееш. Јас викам да. И ајде испини песничка, како ме слушна, значи првите неколку фрази, готово вика девојчето мора да го запишете во музичко. Ама јас бев многу мала, не знаев да пишувам, значи јас дури следната година научив букви. Први научив ноти да пишувам, после тоа влегов во прво оделение, да. И така да мене поголемиот дел од животот ми помина во тоа школа каде што и сега работам. Сакаше, имаше некој момент кога сакаше да бидеш и пејачка, да речеме, или сакаше да бидеш дел од бенд, можеби, не знам са какви биле патиштата пред да станеш професорка? Имав јас желба како дете да пеам и учествував во детски фестивали, дури учествував и во Нота фест, тогаш се одржуваше. Имав и 2 песни снимено, 1 спот имав снимено, кога бев в средна школа. И не знам зашто од мала имав некоја желба да се занимавам со пеење, но многу рано сватив дека тој бизнис, борам за тоа беше пред 20 и некоја година порано. Значи сватив дека е тежок бизнис и кај нас не се заработуваше воопшто таа професија. Мислам дека повеќе требаше се на свој трошок да си правиш тие такви работи. Да. Спот да снимиш, да и нормално и од дома, пошто моите родители беа просветни работници и секогаш ме тера да завршам факултет, да учам као таа некоја несериозна работа беше пејачка да бидеш. Али секогаш во себе сум си ја имала таа желба да се занимавам со музика, со уметност, со убавина, но ете на некој начин па можеби друга работа почна да ме интересира и шминкањето од многу радна возраст тоа го правам. Шминкањето? Да, јас веќе паралелно работам и во музичко и шминкам. Меѓутоа никош немам отворено свое студио затоа што сакам така малку како фриленсер да сум послободна, за да можам и други работи да работам. И сепак сите работи се вртат тука околу уметноста. Околу уметност, така е. Чекай вака ред по ред. Значи, сними песни 2 на Нота фест, така беше? Нешто имаше, освои нешто место, некоја имаше нешто? Не, јас бев многу млада, тогаш имав 6-17 години. 6-17, да, тогаш дури не ни постоеше YouTube. Нигде ги нема тие видеозаписи, не. Да. А сега во Скопје или дома, знаеш да си запееш за себе, освен пред децата во училиште, веројатно кога треба? Сакам да пеам и сакам да играм, меѓутоа тоа го правам кога имам слободно време или кога ќе искочам со друштво некој викенд. Но не сум размислувала сериозно да се занимавам со пеење. А башка сега не си престарена за да можеш сега да направиш кариера? Па знаеш како викаат, никош не вели никош, меѓутоа не знам, мислам дека премногу обврски имам и за тоа бара навистина да се посветиш. Да. Во средно ми спомена дека си учела со братучетка ми со таму. Да. Каква се дружевте или? Се дружевме, но Тамара беше некако многу спротивен карактер од мене, она беше многу бунтовна, многу беше поразлична, а јас бев многу срамежлива, така, многу мирна. Порано многу бев тивка, не знам зошто, таква бев од мала. Таква беше, ама потоа сега веќе не или? Не, сега не сум некако, јас и со години и работев и како шминкер, меѓутоа повеќето не ни знаеа затоа што никогаш не сум сакала да гостувам по емисии, да го кажеш тоа, да се експонираш. Некако имав некоја трема, некој срам така да се појавам на медиуми. И после многу години сватив дека уствари телевизијата и маркетингот придонесуваат многу за работата и некако ја разбив таа трема и почнав да се појавувам, И така почнав и со Инстаграм да работам, да работиш, така е, да. Ке дојдеме до таа приказна во врска со Скопје, ама ајде да се вратиме на ова. Зошто го сакаш Скопје? Ако те прашам, што би ми рекла? Скопје го сакам затоа што имам најубавите спомени во овој град. Кога и да отпатувам, каде и да отидам негде, не знам колку и да е убаво, пак дома си е дома. Оваа топлина и овој мир и можеби друштвото, фамилијата, пријателите, тоа си го прават. Едноставно си го сакам Скопје. Така е. Каде живееш сега? Живееш исто во Чаир или сега живеам тоа спаѓа под општина Карпош, Карши, Александар Палас. Карши, Александар Палас. На Кеј? Да. Ау, и? Да, тие зградите нови, и многу ми е убаво, Убаво е таму, да. Многу убаво затоа што немам од спротив згради, имам само зелени, река, И стварно ми е преубава
дојде. Имаш време за, да речеме, не знам са како се обврски таму, имаш време наутро да пишачиш, можеби да за Искрено, трчање. од кога се преселив таму, немам еднаш искочено да пешачам на Кеј. Порано, кога не живеев на Да, Кеј, секогаш го секогаш користам. одев за да прошетам таму, сега кога ми е таму, си ги гледам само од сабајле кога пијам кафе, луѓето како трчаат, некои си возат точак. Сакам да возам точак и понекогаш возиме со син ми заедно, тоа летните месеци, меѓутоа да пешачам или само онака да излезам да прошетам многу ретко. Многу ретко. А каде се движиш? Кои ти се места омилени такви за излегување? Сега не знам, бар во градот. Па во деба градов мало, и не нема знам. баш и нешто Некои- многу убави Аха. места за излегување, за разлика од порано, зборам за пред 20 години, мислам Скопје беше многу поразлично од тоа сега, што е. Кај излагавме? Кај излагаше тогаш? Мое време се излагаше во Елемент, Елемент, да, во B2, Инсомнија, Еле, B2. Опиум, B2 беше ова на- Картел, во- да, во- да, на- да, во да, на центар, площад, така, на да, площад, да, да. да. Тој период тогаш имаше нешто, мислам дека и Тренд, некој како клуб Тренд, отворија, така е, да, тој да, период. долу. И некако беше поразличен ноќниот живот и градот. Сега нема некако многу голем избор каде да се искача и да се шета. Иако јас ради друштво не сум и толку пребирлива ради пријатели, можам било каде, дали кафана, дали негде каде што можеби не одам да луѓе да ме видат и таму, но не знам, сепак негде мора да се искача. Така е, да. На што се сикаваш од тие журки? Не знам кои беа, не знам, можеби беа песни ти са, некој што ако ти Јас се дојдат. сеќавам на времето на песните на Калиопи, Каролина, Оние Владо Јаневски, првите Тоше нивни. Проевски, Да. значи тогаш и Тамара почна да пее, значи првите Почна да пее додека бевте Додека уште? бевме ние во средно, да. Ај, раскажи да, нешто, да, има ли да, некоја да. приказна таква на Тамара? Тамара Се правеше важна? Тамара да се беше научи. сосема во свој свет, значи сосема Од различна секогаш беше, била. да. Ќе дојдеше во школа некојаш Да. имаше и обврски, не Да, доаѓаше, да, меѓутоа сите професори ја ја сакаа, знаеа, ја ја сакаат, почитуваат, да. знаеа дека пее и нормално и попуштаа. Меѓутоа го имаше тој талент уште од мала и имаше глас, имаше амбиција, али не се замараше воопшто за учењето, не. Многу беше опуштена. Пуштана. А ти се замараше со учењето со Јас твоите бев, просветни јас работници? прва и втора година бев скроз одлична, Аха. трета негде приметив дека можам Можам така да малце не- да, да да. ескивирам. И четврта година некако тие петките ми беа така поклонети по големиот дел. Ама да, добро, нема да, врска, да, па си да. докажала нешто Да, 3 да, години. али на факултет сепак малце повеќе се посветив и повеќе работев, пошто некако друга средина, друг начин. Ама чека, заврши теорија? Теорија, да. Па теорија е многу тежок факултет, сестра ми заврши тоа, да, не се е сеќавам на лесно. хармонија кај Хармонија, Глишич, кај значи Глишич, тоа беше да, како да, да завршиш факултет кога ќе Да, завршиш. Кога ќе кажеш, Тоа беше си многу поминал тежок кај предмет. Глишич, Да, исто јас како да си кога ми дипломирал, бил- да, Кога да. ми бил гостин и му викам професора, Да. така ќе ме најавам. Да, Кој да, е да. завршил кај Глишич? И морам да признам кога пошто јас таму 17 години работам и кога бев на почеток како почнав како професор да работам и кога и да поминеше покрај мене некој е страв прочитување има према него и после неколку години веќе тоа ми помина, но не знам, да, важеше така за строг професор. Така е, да. Но ако човекот си беше супер, да, многу ако опуштен. научиш кај Глишич хармонија, тогаш е многу полесно во животот да и предаваш музика. Да, така? да. Што е всушност музика, како што е твојот предмет точно? Како Јас предавам солфеж, тој ми е солфеж? главен предмет Добро. и диригирање. Ај, диригирање. А диригирање кај учеше? Кај Ѓумар? Имавме кај Зорица, како се викаше, тетово беше директор, Не знам. заборев како се викаше. Добро, а не кај Ѓумар? Не, и кај Татарчев. Он беше тогаш. Добро, аха. Добро. Мислев да немаше за раскажување кај Ѓумар, ама Не, он беше диригент на оркестарот, а ја пошто имав теоретски смер, беа поделени оркестарот и хорот. Да. Добро, дали ти се допаѓа тоа како изгледа сега од твој аспект тоа да се биде професор во Скопје, да се биде професор по солфеж и диригирање? Дали ти се допаѓа тој амбиент на Луи, не знам. Некогаш тоа средно училиште беше собиралиште на сите таленти, сите пејачи. Јас не се сеќавам кој не бил таму и на тие скали околу средното, ќе го видиш некој со виолина како плача зашто од комисија секогаш не го има пуштила. музика, походниците така во музичко е, да, некој се секогаш, мести, некој се штима, некој Да. Некако порано беше привилегија и престиж да бидеш професор во музичко, пошто музичкото училиште се двоеше од другите средни училишта и гимназии.
но во последните години за жал не е така. Некако од кога ставија во ист кош со другите средни училишта, некако не е тоа затоа што нормално уметниците имаат сосема различен начин на пристап и начин на предавање, значи сосема е различно и не знам зашто некако последниве години не е тоа како порано. Мислам, јас како дете професорите некако ги гледав како, не знам, со многу поголема почит отколку сега. Меѓутоа тоа е и до новите генерации. Сосема се различни, пораснати сте во интернет ера, значи од прв ден од кога се раѓаат има телефони, имаат пристап на интернет. Јас се сеќавам во средно имавме некои телефони, ама тие беа колку да порака да пуштиш или да титнеш, или ќе титнеш на некој, титкање тоа беше, значи некоите мисли, да. И немавме ни камери, ни не знам, некако по-различно беше, сосема другачие. Така е, да. А што слушаш кога слушаш? Од музика? Да. Па слушам многу различна, секакви типови на музика слушам, сакам квалитетна музика, не мора да значи дали е на кој јазик е или мада повеќе сакам поп и клубска музика, тоа највеќе слушам, но и класичната музика ја сакам и пратам концерти, филхармонија, што тоа ми е, да. И кога сме кај филхармонија, да. Филхармонија е навистина едно посебно доживување, така кога ќе отидеш на концерт сега од другата страна, веројатно ти повеќе навлегуваш во тоа и како свират и како звучи тоа и така натаму. За некој лаик како мене ми е тоа волшебство, нели? Сега не ја слушам ја третата виолина. Мене ми е тоа како медитација, опуштање, значи сат и пол, 2 сати, сосема го исклучуваш мозокот и уживаш, да. Ете така. Не знам дали ги забележуваш тие фалинките или го гледаш како цело. Да, секако многу ми е битно кој изведувач е и на крај секогаш имам импресија или ми се допаднал или не ми се допаднал и мислам дека тука сум 50-50 со уметниците. Можеби, добро, да не претерам, можеби не се тие слаби, меѓутоа нормално се очекува секогаш да се импресионира кога одеш на таков концерт, но не секогаш излегуваш со тие исти импресии. Да, кога сме кај солфеж и диригирање, добри ли се децава нови? Имаме ли квалитетни генерации? Порано имаше многу повеќе број на ученици, повеќе имаше интерес за музичко, значи да се запишеш, тоа беше стварно требаше да фаќаш дури и врски да те примат, затоа што имаше многу огромен број. Сега некако бројката е многу мала на децава и нема вака општо интерес толку за музичко зборам. Сега не знам за другите уметности, за драмски, за ликовно како е, но и бројот на ученици е многу мал. Но кога се работи за таленти, порано имаше и поталентирани деца, затоа што уште од мала возраст ги усмерува да размислуваат на таа професија, додека сега младите гледаат што е поисплатливо тоа да работат. Си прават финансиски план уште од порана возраст, што апсолутно можеби не е лошо. Нас, например, никој не едуцирал од финансиски аспект. Дека можеме финансиска едукација никогаш не сме имале, и тоа се што сум научила бар ја у животот, сум научила од своје искуство и пробување од разни сфери, разни професии. Затоа и работам 3 работи, затоа што искрено професорската плата не се живее. Да, не се живее. Се преживува. Се преживува. Кога научи или кога посака да шминкаш? Тоа ми е сега исто така. А нели врзана е приказната и со Скопје, тоа така го гледам секогаш, нели, заради тоа што пак мора нешто тука да е направено, па да тргнала од таму идејата. Јас како мала со сати можев да седам и да го гледам татко ми како црта, пошто он имаше ателје, но некогаш и дома знаеше во станот да црта. И јас едноставно бев импресионирана од неговата работа и покушавав да цртам. И не знам зашто бев така од мала перфекциониста, што и да нацртав не ми се допаѓаше. Да, пошто јас на 7 годишна возраст очекував дека ќе цртам како уметник кој што 30 години работи, например. Добро. И секогаш бев деморализирана и разочарана, па затоа пробував со шминка. Значи, јас играв со шминките на мајка ми како дете, кукли, многу малци имав, значи само со шминки, со бои. И ги крадев шминките, да. Па имаше покушај мајка ми да со клуче заклучи една фиока, па јас клучот го наоѓав, па се качува преку столче, па пак и го отвара, пак и ги растурав шминките и жената на крај се откажа, вика прави што сакаш, да, пошто едноставно тоа веројатно сватија моите дека тоа ми е љубов од мали нозе
И се сеќавам кога одев во основно училиште, учев во Пенко, мајка ми таму предаваше музичко. И јас уште од седмо одделение знаев да се некогаш да става маскара, малце карам, значи мислам не се шминкав многу, но за тоа време таа возраст беше многу рана за да идеш во школа на шминкана. И мајка ми секогаш ме караше и секогаш кога ќе влезе во школа, дојди тука да те видам како изгледаш први. Врати се дома, презоблечи се. Имало такви моменти. Да, ама не знам, едноставно тоа ми било пасија и во средно секогаш идев до терана и средена, и исто и на факултет. И не ни размислував дека тоа ќе прерасне во професија еден ден, пошто сите мои блиски другарки, братучетки, кога искачавме така од тие години, ајде сите први кај мене доаѓаат, се собираме, се шминкаме, се средуваме, па искачаме. И еднаш, два пати, три пати, 100 пати сите ми викаат, зашто не почнеш да работиш тоа, да си го наплачеш? Јас онака едноставно мислев дека ќе учам факултет, ќе завршам, ќе се вработам. Ама и не е фер са на овие твоите се така да им наплакаш, ама па после кога ќе претираат. Али се сеќам дека и немав поддршка од моите. Стварно? Мислам, татко ми тогаш беше починат на многу рана возраст, почина 19 годишна возраст, ама од мајка ми некако немав никоја поддршка за да станам шминкарка, некако тоа се гледаше како професија, као не треба некоја голема школа за тоа. Сега учиш факултет, ќе се вработиш. И сега шминкарка. Да, сега шминкарка и а ја веќе работев во музичко, како хонорар се вработив уште кога бев апсолвент на факултет. Значи на 21 годишна возраст почнав да работам. И после тоа почнав да шминкам и она некако не беше воодушевена, но после неколку години кога веќе имав многу, мислам, нормално финансиски многу повеќе се исплаќаше таа професија отколку работата во школа, да, што е жално, жално, да. И тогаш некако си беше многу окей. Рече може. Да, мислам не дека она ми бранеше или нешто, едноставно некако беше скептична. Да. Што значи калтрина? Калтрина на албански зборот калтер е плава боја и во превод би било синоличка, да. Затоа што јас сум се родила со плави очи, но после 6 месец се смениле. Да, името само останало. Ама сега името и си го влечкам тоа долго име цел живот, пошто малку и комплицирано и секогаш по 2 пати ме прашувале и на факултет професори и каде и да одам. Ама сега си сина. Добро, да, сега сум во косата. Во косата, така е, да. А очите се кафени? Кафени, да. Кафени, добро, да. Кога пак одлучи да почнеш со Инстаграм или со инфлуенсерство или со тоа? Кога? Тоа некој да ми кажал порано дека ќе биде професија или дека нешто такво ќе се работи или ќе се заработува од тоа, мислам. Не, друго сакам да знам. Сакам да знам дали имаше поддршка од семејството. Тоа е многу важно. Не, од никого немав поддршка за тоа, освен од некои птенете блиски другарки, што беа во многу мал број, пошто реално и тоа порано не го знаеа кај нас што е да си инфлуенсер. И луѓето си мислеле, види оваа цел ден слика, нема што да прави, да. А ја во суштина од дете сум имала некоја желба за сликање, пошто татко ми знаеше како мала, порано се сеќавам апаратите има по 36 пози. И сликаш и пример ќе отидевме на одмор фамилиарен, од 36 слики 30 се мои. Да, и татко ми секогаш ме учеше да позирам, пошто јас не знаев како мала, уште на 13 годишна возраст. И некако таа љубов за сликата од тогаш се роди. И кога почнав да работам со шминки, имав понуди од некои брендови познати во Македонија и светски брендови да ги едноставно да ми дадат производи да ги сликам за да им направам промоција. Да. И сосема случајно значи почнав со Инстаграм реално да продавам слики. Да, тоа 2018 негде почнав кога другите значи многу малце имаше кај нас инфлуенсери. Да. И добро оди. Многу добро оди, да. Да. Затоа Шо не почнав порано. Затоа се мачам цело време со 2-3 работи. Да. Иначе држам и обуки за шминкање сега скоро. Меѓутоа тоа ги одржувам периодично кога имам послободно време, да. Секогаш се шминкаш сама или некој друг те шминка? Скоро секогаш, можеби 10-15 пати во животот ми имам шминкано, некој зборам за последниве 20 години, да. Тоа кажувам, колку тоа си перфекционист, спомена перфекционизм, што сакаш сама себе си, кога ќе се насминкаш самата себе дисуваш, така да работите или можеби толку сум ја усовршила шминката на себе, што најдобро знам
како и со што ми стои најубаво, да. Ма да имам и колеги кои што стварно ги почитувам и сакам некојаш пример за промена да ме шминкаат, кога работам некој проект, некоја фотосесија, убаво е некојаш промена, но едноставно ми е лесно, ова не го осеќам дека нешто работам и правам, да. Супер, добро. Ке ме нашминкаш некогаш? Кога сакаш. Ке ти платам. Не. Најмал проблем е тоа. Ја никако не научив да се шминкам, ама немам дома ни уметник, ни некој што ме учеше да позирам, како татото. Па добро, види, тоа е вежба, тоа се учи. Јас, еве, има случаи деца и во музичко, кои што не се многу талентирани, а солфежот не е лесен предмет. Не е лесен воопшто. И имало случаи на ученици кои што од прва година биле многу слаби, до четврта година успеале да добијат петка. И сега нормално е многу лесно и поприродно е кога имаш дарба и талент. И јас, например, солфеж кога сум имала петка или десетка на факултет, а не сум чувствувала некој терет или да сум вежбала постојано по 5-10 минути во денот, но тоа било многу лесно и едноставно. За тебе? Да. Така. Ке ме научиш, може? Може. Не ти го земам бизнисот, не се секи рекол. Можеш и на обуките да дојдеш, не се многу долги, така да можеш еден мини курс да завршиш, зашто да не. Да. И за крај на емисијава само да ни кажеш, емисијава се вика Скопје але, како навивам за Скопје. За какво Скопје навиваш Котрите? Навивам за Скопје со амбициозна младина и со перспектива за младите, затоа што стварно е жално што многу луѓе, квалитетни луѓе заминуваат од нашава држава, што е многу разбирливо. И јас сум имала периоди во животот кога сум размислила да се преселам, но штета е што порано луѓето одеа од мака надвор, затоа што немаше тука работа, а сега има овде работа, меѓутоа нема кој да работи. Тоа е една тажна вистина и мислам дека треба да поминат уште многу години за Скопје да биде онака како што треба, како некој светски метрополит. Фала ти. Ти благодарам и тебе на поканата, ми беше задоволство. Многу е другаче кога ќе го направиш, како беше тоа прв пат снимат. Не снимило, ај сега, тоа пат. Не, мене знаеш што ми е врв, кога овие снимаат, еден стои на оноа скача.